Цивил медија. Ја водам комисијата веќе втор мандат. И оно што најмногу ме разочарува е што најмногу проблеми жените имаат од жени. И ние сега, кога ја отвараме темата и викаме зошто мажите не ни даваат поддршка, мора да го адресираме проблемот во нас самите, бидејќи ако викаме дека има сексистички напад кон некоја жена, како е облечена, како изгледа, како говори, обично ако е убава е глупава, ако е паметна, тогаш нешто недостатъчно на нејзиниот физички изглед. Иницијатори на тие говори на омраза претежно се инспирирани од женски говори. И ова ми е многу тешко да го зборувам, бидејќи најчесто пречки во некоја развојна кариера на некои жени биле токму жените. Каде лежи проблемот за борбата во родовата нееднаквост? Прво лежи во клиентелизмот во политичките партии. Тука би отворила и темата како ќе ги демократизираме политичките партии, ако не го смениме изборниот модел, кој што јас би сакала во периодот кој што следува и јас да бидам да ја поддржам идејата за една изборна единица, особено за отворени листи, но и за квота која што за жал во нашето општество се уште е потребна квота. И јас би била среќна да нема квота и да треба да има 50-50%, каде што жените би биле равно распределени на листите. Но би ја отворила темата да ви кажам како тргна мојата иницијатива, односно собирањето потписи за 50% на жени присутни на листите. Кога ова го почнав пред известен период, не знам веќе колку има и многу време помина. Години. Тргнав да ги нудам жените да се потпишат на иницијативата. Првото прашање кое што им беше поставено, а договорено ли е со партија? Значи тоа е првото прашање. Тука зборувам за клиентелизм. Првиот пат кога ќе се осмелите еден збор да кажете против партијата, тогаш тие ќе ве линчуваат, значи ќе бидете осудени и од партијата и од општеството, зошто сте смислеле различно од нив. И кога почнав да ги собирам подписите, од мојата партија прво ме прашаа дали е договорено нормално со партија, реков не е договорено. Веднаш после половина час добив порака од лидерот на партијата, кој ти дозволи да го правиш ова. Бидејќи јас вака мислам дека поголем мандат имам во политика од лидерот моментално на партијата, му реков искуството кое што го имам и работата со жените во изминатиот период. Има ли некој проблем? Па има ако не е договорен. Кога пристапив до пратениците од СДСМ, односно до жените во клубот на парламентот, морам да потенцирам и ми е жал да кажам дека оние кои што се во раководството на клубот на жени парламентарки, кои што сега кажуваат дека се иницијатори на оваа листа, која што за жал уште не е ни поднесена, ми рекоа ние мораме прво да прашаме во партија. За жал и за среќа, морам ја да ви го прочитам списокот. Меѓу оние кои што први се потпишаа беа, например, кои што би било неочекувано, председателот на Ромска партија, тоа е Амби Пајра. Кога го прашава зошто си се потпишал, он кажа зашто не ќе да си имам проблем со жените. Втор, не, ова сериозно ви го кажувам, бидејќи овде може очекувавте да кажеме какви пречки ние имаме од мажите. Кога виде Самка Ибраимовски дека Амди Байрам се потпиша, сега да ја кажам како луѓето гледаат како се угледуваат, тоа ноќта на ефектот на угледување, кој како се однесува за да знае дали да пристапи. Се потпиша и Самка Ибраимовски. Дека сериозно, искрено се потпиша само Павле Богоевски, кој што мислам дека он беше еден од пратениците, иако не е од мојата политичка партија, кој што вака имаше повеќе сенс за родови работи, навистина се залагаше. Други членови во комисијата за еднакви можности се Зеки Рамчилович, кој што морам да кажам дека е трет потпишан на оваа листа, и Стојан Миланов, кој што мислам дека случајно човекот го ставиле во комисијата и никогаш и не е дојде најверојатно, а и не ни разбираше зашто е тука. И ако вака го видите списокот, ќе видите дека се потпиша прво најхрабрите, кои што беа ослободени од политичките притисоци во нивните партии, представниците на помалите политички партии, затоа што ја мислам дека има поголемо слобода и поголема демократија и моќ на одлучување, најверојатно се порелаксирани во нивните политички партии, и се потпишаа нормално независните, и прво се потпишаа повеќе мажи, а потоа жени. За жал имаше и пратеници мажи кои што не се потпишаа.
Еден од тие е Антонио Милошовски, кој што ми кажа која си па ти да кажуваш доста амано тие више жените ги повампиривте во цела партија и такви некои слични кои што потоа очекуваме да се борат за нас во партијата и да имаме еднакви можности понатаму. Кога ме прашаа пратеничките, па што можеме ние да направиме ако не добиеме од нив подршка, ќе не нема 50%, па еве на пример им реков и на овиот власта може да не го гласате буџетот. Ако не го гласате буџетот, ќе бидат принудени сите да ве гласаат и маживе ќе добијат подршка од партиите. Второто мое разочарување беше кога направивме, јас како председателка на комисијата на еднакви можности свикав состанок со комисијата со сите локални комисии на еднакви можности, баш таму мислам дека од ОПСЕ представниците ВРЗ кој гледам беше таму, каде што фактички ние свативме за оние жени кои што се боревме да бидат на листите на советничките листи, ние сватиме нивната улога зашто се во советите, дури не формираме ни локални комисии за еднакви можности. Кога констатиравме следната состојба, навистина звучеше разочарувачки, зошто ние се бориме за еднакви можности и за квоти, ако тие не сваќаат зошто се таму за да се борат за да ја подобрат улогата на жената во општественото живење. Оваа борба е заедничка. Ова е борба на општеството. Не е нити на мажите, нити на жените. Затоа јас сакам да охрабрам повеќе жени да се вклучат во политиката, но за тоа ќе ни треба женска солидарност и голема поддршка од мажите. А поддршката од мажите ќе имаме ако ние жените сами си го земеме тоа што природно ни припаѓа. Цивил медија